Значи, проблемот со немањето доволно луѓе на улица е очекуван затоа што конкретно за оваа проблематика луѓето мислат дека не може тоа да се реши преку доаѓањето на улица или протестирање пред владата. Дополнително со промената на гарнитурата на власт настанува проблем затоа што оние кои што постојано протестираа претходно сега веќе сметаат дека не треба да доаѓаат затоа што ја поддржуваат новата власт. Ова е според моето мислење. Настрана тоа што може би временските услови се променети, па одеднаш луѓето сакаат да дишат, што може би е дополнителна потреба човек да дојде и вистина да излезе на улица дишејки. И плюс мислам дека на ваквите протести мора да има луѓе кои што ќе одржат некаков говор, за да можат да дадат стимул на останатите за следниот пат веќе да се зголеми бројката, а начинот на кој што тоа ќе се направи е тие говори да се пренесуваат преку социјалните мрежи и на тој начин да се поттикнуваат и другите да дојдат и да речат супер, ајде да одиме да ги поддржиме во она што го кажуваат и мислат.